На сметките на текстилните работнички од Крива Паланка им легнаа парите за прекувремено одработените часови. По извршената инспекција, инспекторите наложиле сопственикот на фабриката веднаш да започне со исплата. Информираат од Сдруженијето Гласно, надополнувајќи дека ова е пример со кој на граѓаните полека ќе се врати довербата во институциите. Веќе работодавецот ги има исплатено на работниците прековремените часови, наложеното е спроведено и од тоа можеме да заклучиме дека довербата во овој дел со случајот со ВЕИБО е исполнета, значи работниците пријавиле, инспекторатот постапил, значи ние имаме исполнета нашата улога да можат самите работници да ги детектираат неправилностите и да не се плашат да пријават при тоа, а да не биде издаден нивниот идентитет. Но за разлика од кривопаланечката конфекција, работниците од Трико Виница се уште не можат да ги добијат за останатите 8 плати. Во моментот се исплаќаат само придонесите. Придонесите се исплаќаат, платите се уште не. Ветувањата на сопственикот кој што ги даде за последен пат, кој што беше средата, кој што беше одржана тука во Штип, вети дека во септември месец ќе почне да ги отплаќа платите на работниците. 130 тужби имат поднесено работниците, дел од работниците немат поднесено, затоа што овие тужби кои што се добиени од страна на работниците не се наплатливи во моментот. Сопственикот на Трико Виница на 230 работници им должи 8 плати. Само 130 од нив поднеле тужби. Според истражувањата, штипските конфекции ги задоволуваат оптималните услови за работа во овие летни горештини. Температурата во погоните е нормална, а регистрирани си неколку капацитети кои ги немат исплатено прекувремено одработените часови.